Денешниот ден, 18 август, е денот кога армијата прославува 33 години. По тој повод, наши гости денеска се полковник Ѓорги Велјовски, добро утро. Добро утро. Капетан Оливера Томовска, добро утро. Добро утро. И капетан Висер Камбери, добро утро. Добро утро. Значаен ден за вас, но и за сите граѓани на државата. Можеме со вас, полковник, што представува денот на армијата, прво лично за вас, а потоа за сите? Лично за мене, денот на армијата е еден потсетник. Бидејќи јас пред 30 години одлучив да носам униформа. Еден потсетник за тоа што сум го ставил општото добро пред личното и сум облекол униформа да служам на државата. Бидејќи војничката професија не е само работа, тоа е начин на живот. И затоа не само за мене, за сите вработени во армијата, војници, старешини, цивилни лица, сега и поранешни, денот на армијата е еден празник кога им се оддава почит за жртвата која ја прават, доприносот кој го даваат за безбедноста на сите и унапредување на оваа институција, која е многу значаен столб на државноста. Што треба граѓаните да знаат? Која е символиката на овој ден? Кое е значењето за сите нас на денот кога армијата прославува роден ден? Значи, како 2 август и 8 септември што се големи денови за нас, и 18 август е многу значен. Не случајно е одбран тој датум. 1943 година на Славе планина, на 18 август е формиран првиот баталјон Мирча Ацев, значи првата поголема вооружена формација и практично прво е создадена војската, потоа државата. И нема држава без армија. И тоа е главната символика, дека има еден историски континуитет што е потребно за да се живее во мир, безбедност, сигурност. Безбедност е основна човекова потреба. Исто така, армијата е мало, општеството во мало. Значи, мултиетничноста, соживотот е пресликан во армијата, во нашите редови. И тоа треба да биде значено за сите граѓани. Не случајно сите анкети покажуваат дека голема доверба имат граѓаните во армијата. Можеме граѓаните да бидеме спокојни дека сме безбедни? Се разбира, да. Ке се навратиме кај вас, би сакала да ја вклучам и Оливера, капетан Оливера Томовска. Што за вас беше најголемиот мотив, вие како жена, да се вклучите во армијата? Мојата желба за армијата, за униформата, се појави уште како девојче. Неколку пати кога сум ги гледала војните паради, државните свечености, кај мене тој ред, дисциплината, грациозноста буделе силни емоции. Така ја засакав униформата, а денеска, кога ја носам униформата, се чувствувам гордо што сум припадник на македонската армија. И за нас те гордост кога ќе ве видиме сите, особено во тие паради, па и во секојдневниот живот кога ќе ве видиме, навистина е посебно чувство. Секогаш кога доаѓал некој представник од армијата кај нас во студио како гостин, секогаш носел едно поинакво доживување, ред, дисциплина, секогаш сте пред време дојдени. И тоа е веројатно и така и во животот и во секојдневното функционирање. Така е, нашите работни обврски, како што кажа и полковникот, се дел и од нашиот приватен живот. Постојано... Едноставно секојдневие ви стануваат. Да, така. Да. Добро, ќе се вратиме повторно, ајде, да може до сите. Еве ќе започнеме со капетан Висер Камбери. Кој бил најголемиот предизвик со кој што сте се соочиле како дел од армијата? Во текот на војничката кариера, сите припадници се соочуваат со различни предизвици. За мене, учеството на ренџерскиот курс кој траеше 6 месеци, кој е наменет за да се развијат психофизичките способности на кандидатите и војните лидерски вештини, по недостаток на храна и сон, ние бевме истестирани за нашето критично размислување при донесување на одлуки за изведување на некоја од борбените задачи кои ни беа дадени во текот на тој курс. Полковник, веројатно тоа е потребно, особено важно за да се изгради војникот како карактер, како личност, за да може потоа да се справи со секаков предизвик. Се разбира. Особено важно. Има еден факт, ако човек ја одбере работата што ја сака
Ништо нема тешко да му биде. Да, Ќе му биде точно. задоволство секој предизвик. Точно, да би сакале вие да издвоите некаков предизвик во вашето работење? Во текот на мојата кариера сум имал бројни предизвици, но како што реков, за мене тоа е се работа, дури Делот и од задоволство. Како предизвик би издвоил балансот со семејството, бидејќи сите дома сме војници, во смисол што 24 часа сме на располагање на државата. Значи, многу родендени се пропуштени, многу нови години, многу годишни на брак се пропуштени. И тоа треба да се објасни на семејството, тоа отсуство. Нема војник старешина што не бил подолг период отсутен од дома. Верувам дека имате безрезервно разбирање. Да, без поддршка на семејството не може да се постигне ништо во кариерата. Оливера, вие како жена во домот, како мајка? Во почетоците на мојата војничка кариера предизвиците беа, можам да кажам, поголеми, бидејќи секоја моја одлука, секој мој чекор не биле лични мои, туку се одразувале на мојот колектив и воопшто на армијата. Но работата и искуството си го направија своето. Денеска на предизвиците гледам како нормални работни задачи на кои што се трудам да одговарам совесно, да ги следам лидерските насоки и да соработувам со мојот тим. Така успеваме задачите да ги реализираме успешно. Во однос на моето семејство, војник сме на работа, војник сме и дома. Денеска децата се малце послободни за разлика кога ние бевме деца и моите синови ми велат: "Мамо, ова не е војска." Па добро, јас кога сакам дома да воспоставам ред, велам ајде војска да се воведе ред. Добро, каква е улогата на армијата во современото општество во кое што живееме? Покрај учеството на мировните операции предводени од НАТО, армијата учествува и на различни меѓународни вежби, но факт е дека армијата е еден од клучните фактори при природни катастрофи и елементарни непогоди. Денеска, односно во актуелните пожари, учествуваат голем број на припадници на армијата, кои секојдневно се соочуваат со истите, и армијата е една од институциите со најголема доверба во нашето општество. Кои се вашите секојдневни обврски, задолженија, задачи? Секој припадник на армијата си има опис и попис на работното место. Значи има општи и посебни должности во зависност од тоа на која позиција поставени, и тоа се менува и еволуира. Ние сме флексибилни по тоа прашање. Јас лично сум шеф на кабинетот на началникот на генералштабот и ја координирам работата на кабинетот и сите активности на началникот на генералштабот. Меѓутоа, трајна задача на секој припадник е да го одржува тимскиот дух, да работи пожртвувано, дисциплинирано, да ја почитува хиерархијата, односот претпоставен подчинет, да ги негува оние вредности кои ја создаваат армиската култура, организацијска култура, која и нас и не привлече да бидеме дел од армијата, бидејќи војската привлекува одредени карактери на луѓе. Да, не може секој. Тоа дефинитивно. Вашите задолженија, обврски во текот на денот? Јас сум офицер за атомска, биолошка, хемиска одбрана во командата за операции. Моите обврски се следење на нуклеарната, хемиска, биолошка заштита на припадниците на армијата, следење на опремата и давање на придонеси за подобрување на армијата и родот за атомска, биолошка и хемиска одбрана. Јас ја вршам должноста командир на чета во извидувачки разузнавачки батальон. Можам да кажам дека командирот на чета е клучен лидер на тактичко ниво. Тој е најодговорен за психофизичката подготвеност на неговите починети, исто така и за моралот во единицата. Полковник Ѓорѓе Велјовски, како вие се подготвувате за новите безбедносни предизвици? Тоа е комплексно прашање, меѓутоа ќе одговорам така. Едноставно дека мора да се следат сите промени на боиштето, тоа што се случува во светот. Војската е жива материја и начинот на војување еволуира, се менува. Основно е човечкиот фактор, значи припадниците на армијата. Со тоа што обезбедуваме континуирано подобри услови за живот и работа, ги мотивираме младите луѓе да служат, да пристапат кон армијата, е еден начин.
Второ е модернизација и опремување, значи постојано треба со нови средства да се зановува армијата и тие два елементи да се спојат преку обука и извежбување. И се разбира, ние сме сега членка на НАТО, значи не само што работиме на националната безбедност, него веќе и на меѓународна безбедност и преку соработка со нашите сојузници, континуирана обука, размена на искуства, ние се подготвуваме за сите оние промени кои настануваат во оперативното обкружување. Годишно околу 30 големи вежби се реализираат, од кои на Крилак редовно секој мај од 2 до 3.000 војници учествуваат на НАТО, така да тоа е една алатка како ние се подготвуваме за новите предизвици. Верувам дека се дел од вас веќе вкоренети, но како ги пренесувате на, споменавте и новата генерација, вредностите на чест, на лојалност, на пожртвуваност кои што ги имате како во себе како дел од армијата? Па токму преку овој ден, со негување на традициите. Значи, секој млад човек што ќе пристапи во армијата треба да знае во што се пушта, која е неговата мисија, кои се неговите задачи и редот и дисциплината се основа, почитување на законите, угледен граѓанин на општеството, како што реков, уживаме висока доверба кај граѓаните и се трудиме тоа да го одржиме преку постојано обучување и советување на нашите припадници да се однесуваат примерно и да бидат урнек како треба да изгледа граѓани на државата. Капитан Оливера? Честноста, хуманоста, пожртвуваноста, лојалноста се темели на секој едно воено лице. Секојдневно овие вредности преку лидерите се пренесуваат на младите генерации. Лидерите ги учат, ги мотивираат генерациите да бидат подобри во своето работење. Капитан Висер? Овие три вредности треба да ги имаат сите припадници на армијата. Ние преку секојдневните активности, обуки, вежби, терени, преку несебичното залагање на секој поединец, преку тимската работа, несвесно ги развиваме овие вредности. Ние како старешини сме најодговорни преку личен пример да ги развиваме и да ги мотивираме нашите починети за да ги имаат овие вредности. Благодарам за гостувањето. Посакувам нека ни е за многу години денот. Да, живи, здрави и се разбира бидете нашата гордост. Благодариме. Ви благодариме.